Мразот и екстремно ниските температури уништија околу 1000 хектари овошни насади во Делчевскиот регион. Најмногу се погодени сливите и вишните, каде родот е речиси целосно уништен. Овоштарите веќе ги прават првите проценки, а се очекува штетите сериозно да го погодат целото производство. Мислам дека тоа многу лошо ќе се одрази врз овоштарството и врз земјоделството на територијата на Пијанечко-Марешевскиот регион. И мислам дека истите земјоделци ќе имаат потешкоти во одржување на нивните насади. По сите информации кои што јас ги имам, некаде 550 хектари модра слива и некаде над 350 хектари вишна, кои што се само на територијата на општина Делчево. Од општина Делчево најавуваат итни мерки за помош. За утре е закажана вонредна седница на Советот, на која се очекува да биде прогласена природна непогода за подрачјето на Пијанечко-Малешевскиот регион. Веднаш потоа, земјоделците ќе може да ги пријавуваат настанатите штети. Ние како општина Делчево ќе преземеме низина чекори, а тоа е најправен по веќе донесена одлука од председателот на Совет е свикана вонредна седница на Советот на општина Делчево, која што ќе се одржи веќе утре, среда, на која што треба да биде констатирано и прогласена природна непогода. Потоа со нова одлука на Совет треба да се формираат комисии кои што ќе вршат проценка на самите штети на лице место, да се изготви елаборат и потоа тој елаборат да биде понесен до сите соодветни институции по кои што земјоделците ќе можат да очекуваат обештетување на настанатите штети. Ниските температури кои се невообичаени за мај предизвикаа штети кај земјоделците и овоштарите во речиси сите делови од државата. Се очекува значително намалување на родот кај виновата лоза, кајсиите, праските и јаболката, што може да доведе и до зголемување на цените на домашното овошје.